Км Мицковска го има следното прашање и прашува што ќе се случи ако вежбам и земам протеин како суплемент 2 месеци, а потоа не вежбам и го прекинам. Дали ќе има контраефект? Мицковска, земањето на протеин во ниеден од случаевите ќе нема контраефект. Многу поголем проблем луѓето во денешницата си прават со недоволниот внес на протеини. Она што претпоставувам твоето прашање мисли на протеин како суплемент, односно прашок или одреден продукт кој што многу често се користи после вежбање или многу често луѓе го користат како додаток во исхрана, во појадок или во замена на некој од главните оброци. Тоа е модерен, ефикасен начин како да го задоволиш телото со протеин, така да дали ти ќе го користиш 2 месеци па потоа ќе прекинеш, нема да направи никаква разлика доколку со класичната исхрана, кога нема да го користиш протеинот како суплемент, и понатаму ја задоволуваш дневната потреба и количина за протеин кој што телото ја има. Доколку ти можеби користиш протеин како суплемент и потоа престанеш да користиш без при тоа да направиш поместување и можеби некакви корекции во класичната исхрана, и не внесуваш доволно протеин, тогаш ќе има контраефекти и ќе има негативни ефекти врз твоето тело. Не се плаши од суплементацијата во смисла од протеински шејкови и слично, затоа што тоа не е хемија и не е прашок препарат кој што прави некаква магија, туку едноставно, пак ќе ти речам, поедноставен начин како да ги задоволиме потребите на нашето тело во случаев за протеини.